Како што можете да забележите, денеска, иако не толку колку што во преходни прилики се случуваше, судот повторно надвор од работното време го продолжи судењето, без да образложи била каква потреба, зашто тоа е потребно. Затоа што случајот нема ниту итност, ниту е некој голем и сложен, ниту има притворени, па заради нив да мора да се врза. Иако знаеле тоа да ни го прават по 11-12 часа, ова е помалку отколку преходно, но сепак без никакво образложение, повторно имаме продолжување на рочиштата, како што нема за други случаи, за други личности во овој суд, во кој што, како што можете да забележите, веќе сите вработени, освен обезвредувањето, се заминати. Она што денеска беше суштинско и што е најважно да се каже е дека се сослушаа 11 сведоци и сите сведочеа во полза на одбраната, односно во наша полза. Сите до еден. Така што заедно со преходните сведоци кои што сведочеа и сите оние 15-тина што сведочеа беа предложени од СЕО. Значи СЕО ги предложи како своји сведоци кои што ќе им го подкрепат нивното обвинение. И тие сведоци и сведоците кои што ние ги предложивме и денешните сведоци, сите од прв до последен сведочеа во корист на одбраната и во исправноста на она што ние го тврдиме, а не во исправноста на она што обвинителството го тврди. И така се движи во една таква атмосфера се движи овој, би рекол, бесмислен и апсурден предмет, кој што е дел од политичкиот процес и политичкиот прогон врз мене лично и моите соработници.